честитки за наградата. Кажете ни малко CV за вас, колко време е работи ова работа, што значи за вас наградата? 2,5 години, може повеќе. Да, професионален пожарникар. Така? Вработам во ПТП Делчево. И се заблагодарувам на колегите што ме избраа мене и исто голем благодарница до господинот градоначелник Горан Траковски. Најголем предизвик во досегашната работа? Па, во сите акции сум учествувал. Така. Да. Меѓутоа сигурно и до лани кога имаше пожари имавте многу работа. Да, многу. Посакувам апел да нема палење на шумите, да бидат свесни луѓето и тоа. По повод 20 мај денот на пожарникарите, денес изведовме на тактично показна вежба симулација на автомобилска несреќа во која имаше повредено лице и извлекување на повреденото лице од автомобилот. Во вториот дел на вежбата изведовме гаснење на запалено патничко моторно возило со пенило. Сакам да се заблагодарам на сите колеги за успешно извршената акција и да им честитам, воедно им го честитам празникот на пожарникарите на сите колеги во државата. Најпрво, вака бидејќи е денот на пожарникарите, сакам на сите пожарникари да им го честитам нивниот ден, нивниот празник и со огромно задоволство да изразам за делчевските пожарникари кои се едни од најстручните, би рекол, кои што се за пример не само во Делчево и во тесниот регион, него и на ниво на целата држава по нивната експедитивност, ефикасност и професионалност. Ние како локална самоуправа сме горди затоа што во минатиот период на целата оваа стручност, нивна посветеност, успеавме и дополнително да имаме додадена вредност, односно тоа се новата опрема, новите возила кои што ги обезбедивме како локална самоуправа. Така да во целиот изминат период перманентно работиме во однос да ја снабдиме единицата со професионална опрема и со нови возила, зашто и јавноста е сведок дека по скоро половина век набавивме ново противпожарно возило за територијалната противпожарна единица, но и по пат на донација од нашите пријатели од Словенија се набавени 2 возила. Исто така локалната самоуправа во изминатиот период набави професионална огноотпорна опрема за сите пожарникари, обувки, односно чизми, професионални ракавици и сета она опрема која што е потребна за лична заштита на пожарникарите кога одат во акција. Ние нашите ветувања ги остваривме, сакаме да посакаме на пожарникарите да немаат многу работа, но која ќе имаат секогаш некои интервенции да бидат лично заштитени и да ја стручно извршат работата со најповолен исход. Овој ден го искористивме и на обществено одговорната фирма Брегал во Делчево да доделиме плакета која што за прв пат се доделува од локалната самоуправа, затоа што стварно со нивната посветеност дадоа исто така нова вредност на она обществена одговорност која што треба да имаат сите фирми во Делчево. Тие се наш партнер, фирмата Брегал, и Драган, кој што се оде до мене, се партнер на општината во сите акции во однос на зачувување на животната средина, во однос на екологијата, кога правиме акции, но исто така има удел и во донесувањето и транспортот на едно од противпожарните возила во Словенија и затоа го избравме овој ден да им доделиме плакета. Еве, ова е убав ден да уште еднаш од моје име, од име на граѓаните на општина Делчево, од име на локалната самоуправа, уште еднаш да им го честитам денот на пожарникарите. Нека им е честит денот, да се здрави и живи. Да се заблагодариме на градоначалникот за ова внимание. Ова ми е многу мило и многу сум среќен. Сакам да апелирам до сите компании на територија на општина Делчево да покажат хуманост и да си го сакаат својот град. Можеме да донираме, можеме да правиме, оти градот го заслужува тоа. А сите заедно, кога ќе направиме секој по еден мал допринос, ќе се познае, ќе имаме подобра иднина. И затоа апелирам секој со срце кој што може да покаже добротворност, да покаже милосрдност. Не е ништо страшно, само треба расположение и насмевка. Благодарим.